Добро дојдовте повторно во студиото на телевизија Нова. Како што кажа мојата колешка Александра, мој и ваш гостин е Методија Михајловски. Нема да ве наречам писател, бидејќи рековте дека не ќе така да ве викаат, ќе ви кажам автор на книга. Причината заради која што вие денеска сте во студиото на телевизија Нова е неколку книги што ги имате изјавено и издадено, а се однесуваат на едно, би рекол, актуелно прашање, тоа е македонското име, македонскиот идентитет. И според вас, како во годините, па и денеска тоа било загрозено? Имам јас тука една од вашите книги, се вели Македонската транзицијска психолошка граѓанска војна и Македонија утре. Има интересна иконографија или корица, ќе кажам, имат слика на Македонија која што е нападната од повеќе страни. Велите дека е нападната според корицата судејќи од зелената трансверзала, репресијата на УЧК, мултикултурализмот и Албанија, хаосот што ни доаѓа. Кажете ни зашто е нападната Македонија и од кого, според вас? Најнапред ќе кажам благодарам за поканата, а потоа веднаш би рекол дека за ваков вид прашања кои што третираат национални интереси, вообичаено не би требало маргиналци и анонимуси да се произнесуваат со своите анализи, погледи, предлог решение и така натаму, имајќи предвид дека Република Македонија поседува сијасет организации во кои што се вработени огромен број оспособени луѓе токму по оваа проблематика и тие се пред се добро платени, тие имаат во секој случај должност морална да известуваат јавноста за сите настанати состојби во државата и при тоа мора да се знае дека евентуалното нивно ќутење лицемерно би предпоставило последици од големи размери. За голема жал, ние во изминатите години добиваме информации некој на раквици и на лажичка и тоа обично останува како мистерија, а од друга страна сме свесни дека се напластуваат перманентно постојано нови и нови проблематични отворени прашања кои што не се решаваат и веројатно токму заради тоа Кои се тие прашања? Денеска се наоѓаме на ова и политичко, и економско, и социјално, и секако делече, би рекол. Имајќи, јас, ако дозволите, само ќе кажам дека самиот наслов вели дека се работи за македонска граѓанска психолошка војна, која што беше произведена од двете верувајте, јас така ги опишувам, малоумни, безумни, безидејни и криминални политички структури, а тоа се структурите на бранковистичката СДСМ и бугарољупчовистичката ВМРО-ДПМН, кои успешно ја преплосаа Македонија по сите основи и дозволија во Република Македонија, еве скоро 30 години, да не можеме да се ослободиме од голем број непријатели кои ја нападнаа Република Македонија и царуваат денеска. А тоа се, тие овозможија да царува во прв ред македонската глупост, македонската полуписменост, да царува како непобедив непријател, значи изгубената нација, потоа сосема нормално албанскиот фактор, сега веќе приклучени и грчкиот и бугарскиот и гледаме дека државата не се наоѓа пред амбис пред кој што и ние како народ се разбира, од кој што веројатно ако сега не преземе вистински мерки и не ги вклучиме сите оние одбранени вистински механизми, нема да успееме да се спасиме. Сакам да додадам дека лично сето ова него направив за да се презентирам на јавноста како писател, научник, истражувач или не знам како. Меѓутоа, во секој случај, верувам успешно ќе видите, направив концепт со огромен број прашања за кои што треба да се дебатира, односно нерешени прашања кои што уште во моментот кога беа издадени овие книги, значи 2015 година, укажуваат точно на сите овие состојби кои што денес се случуваат. Да бидеме малце поконкретни, на кои прашања и на кои состојби? Па сега видите вака, имајќи предвид дека токму тие две политички структури дозволија Македонија да биде претворена во лабораторија
и полигон на кој што се вежба, на кој што евроатлантските структури се тренира, вежба смислено и организирано уништување на сите вредности од претходниот систем и при тоа значи уништување на суверенитетот на земјата и интегритетот национален и така натаму, кој што подоцна беше применет во сите балкански, но не само балкански, туку покасно во скоро голем број земји во целиот свет. Денеска, кога Македонија, да речеме, се наоѓа во една ваква состојба, која што е безидејна скоро, тоа е токму заради фактот дека светот е веќе поделен помеѓу две цивилизации. Едната е атлантската, другата е евроазиската. Две цивилизации со диаметрално различни концепции и стратегии и што е најбитно од се, границата која што некој пат се наоѓаше во Турција, едноставно се помери и денеска се наоѓа во Република Македонија и тука поминуваат значи тие два погледи на планетарното световно живење и тука сега ние сме, да речеме, повторно фронтот каде што се студираат овие погледи и веројатно учеството на голем број странски субјекти, структури кои што се веќе присутни, а тука би ги споменал во прв ред корпоративните организации кои што се застрашувачки во секој случај и едноставно планираат веројатно некви балкански случувања од кои што ние како држава нема да можеме да се ослободиме така едноставно. Имајќи при тоа предвид дека Република Македонија, и тоа граѓаните на Македонија треба да го знаат, дека Македонија се наоѓа денеска во една класична окупација, а е окупирана од истите некогашни фашистички структури, Албанија, Бугарија, тогаш фашистички окупатори, но денес истите се наречени борци за човекови евроатлантски права и така натаму. Тоа е за жал една таква ситуација која што е детално опишана не само во овие две книги, јас имам уште неколку книги во кои што се третираат овие прашања со аргументи, значи тоа се во секој случај аргументирани податоци и не одат во правец на тоа дека зборуваме за некаков тајан заговор или не знам какви други измислени приказки и така натаму. Ги слушнавме вашите тези, ги детектирате на определен начин според вас проблемите и тоа што се случува денеска во Македонија, меѓутоа може да се обидеме и да кажете што е според вас, имајќи во предвид дека неколку пати кажавте дека сте детално запознаени со ситуацијата на Македонија во еден поголем, поширок геополитички контекст. Што треба сега да направи државата да се излече од, како што велите вие, бездната? Едно од најзначајните прашања кои што мора да се покрене денеска, тоа е дека секој македонец кој што е не само патриот, туку роден македонец по род, треба активно да се вклучи со сето свое знаење, искуство, со сето свое битие во одбраната на Република Македонија. Знаете, јас со восхит гледам на сето она што вашата телевизија го прави од вашето основање до денес. Вие тоа го правите многу убаво. Денес ние гледаме постојано луѓе кои што доаѓаат, вистински патриоти, се произнесуваат со нивите и емотивни и секакви видувања. Меѓутоа, тоа веројатно веќе не е доволно, затоа што може да ни се случи еден ден сите ние да си побараме оправдување, ако не дај Боже се деси до поделба на Македонија и јас нема едноставно од... Кој сака да ја подели Македонија? Па, едно е сигурно дека овие евроатлантски структури кои што еве 20 години не залажуваат со некакви евроатлантски интеграции, а тие нема се случат сигурно ни сега, ни идното лето,
нема се случат ни до 25-та година. Зашто мислите дека нема да се случат? Тоа нема да се Со кои случи факти или со кои информации го потвирдате вашето тврдење дека нема да се случи? Тоа е лажно и лажливо. Ако тоа не може да се случи за 20 години, која е гаранцијата дека ќе се случи во наредните 20 години? Со што и како? Имено, дали Република Македонија предпоставува опасност за било кој од овие наведени структури, дали е тоа сега Албанија, дали е Бугарија, дали е Грција, или пак, не дај Боже, Европската Унија. За кои структури мислите за држави? Па тоа се... Кажавте структури. Да, тоа се политичките структури на овие држави. Ние, како народ, немаме никакви проблеми со албанскиот народ, немаме проблеми со грчкиот народ, или со бугарскиот, или па, не дај Боже, со некој европски народ. Ние сосема нормално денеска ги знаеме тие состојби, нели? Меѓутоа, тие политики кои што се водат, едноставно се неисправни, се тенденциозни, тие одат против интересите на македонскиот народ и ние не можеме повеќе да поддржуваме такви политики. Ние треба дефинитивно да побараме излез или, знаејќи дека не сме веќе во можност самите да се одбраниме од овој вид непријатели, од тие се веќе непријатели. Ние не можеме да ги никого од овие структури да третираме за пријател. Ниту од соседните земји, ниту од соседните земји, политичките структури, ниту од евроатлантските структури, никој не е пријател на Република Македонија. Затоа ние денеска како со што ја манифестираат својата непријателство спрема Македонија, според вас? Погледнете, ние сме денес исправени пред можноста да биде нашиот идентитет збришан. Замислете си, утре да не можам да се викам македонец. Замислете да немам своја територија. Некој да сака насилно да ми ја подели, а на тоа се оди. А што ако не се случи тоа? Дали ќе го смените мислењето? Видете, да ви кажам, такво нешто нема да се случи само доколку македонскиот народ се освести и вистински тргне во одбрана. Иначе тоа сето што го зборувам е процес кој што е одамна започнат. Ние го гледаме и тој процес не е, тоа случување не е сега со оваа власт која што е изродничка во секој случај, туку тоа како процес започна уште од осамостојувањето на Македонија до денес. И тоа е опишано во моите книги. Така да тоа не се состојби кои што само може да бидат констатација заради овие денешни случувања. Дека гледаме во соседните земји многу често, барем оние дел од нив веќе се членки на Европската Унија, но има земји кои што исто така се жалат на однесувањето на Европската Унија кон нив, дека не било праведно, меѓутоа сепак тие, барем како што течат годините, се посилно инсистираат и прават реформи со цел да бидат дел од тоа европско семејство. Што мислите дека случајно тоа го прават? Па бидете да ви кажам една работа. Не е се лошо во тие евроатлантски глобалистички иницијативи. Таму има и многу добри работи. Меѓутоа, едно е сигурно дека тие политики веќе наидуваат на големи критики кај голем број членки на самата Европска заедница, бидејќи аршините со кои што тие денес се раководат во спроведување на тие политики во различните земји се различни и не се во контекст на она што тие го прокламираат сите тие години назад, дека таа една заедница ќе треба да биде согласно човековите права, согласно ние сме веројатно еден од најдобрите примери каде што ниту едно ветување од евроатлантските структури до денес не е исполнето. Ние сме постојано некој, да кажем... Ветено беше дека ќе се укинат визите, да се направат некакви реформи, што Македонија ги направи, се укина визите. Еве сега вака на памет зборувам една, бидејќи рековте дека ниту едно нема исполнето ветување, едно ми текна. Значи, дали вака треба црно-бело да ги гледаме работите? Да ви кажам, ние можеби сега треба тоа да го потенцираме како позитивно. Меѓу за мене не е позитивно, бидејќи ние бевме во едно гето ставени цели 20 години, не можеме да излеземе од Куманово понатаму. И требаше да си останеме уште така? Не да си останеме, туку дали смеа тие долго да не држат во тоа гето. Тоа е прашањето. Не
Прашањето не е зашто ни дозволиле, па тоа е природно дека треба да ни дадат да можеме да се движиме низ Европа или по светот, нели така. Широка тема е. Особено ако се знае дека ние во рамките на таа Југославија имавме можност да шетаме ширум светот без визи. И сега наеднаш, знаете, најголемата катастрофа што ни се деси во овие 30 години не е тоа што и од работата на овие две од мене посочени политички структури, не е тоа што се уништија фабриките и стопанските субјекти. Се уништија огромен број исклучително квалитетни генерации на луѓе на кои што едноставно деате сите визии, сите желби, намери, им беше украдена младоста, им беше украдено Тука ќе се сложиме. Да, така да, знаете, сега одеднаш таа истата Европа, таа беше големата кочница и не дозволи ние правилно да се развиваме во тој изминат период. Тука нема да се сложиме. Да. Како и да е широка тема, може да дебатираме уште многу часови. Ви благодарам за гостувањето во телевизија Нови, за ова мало интервју. Да кажем уште само за гледачите тие што можеби сакаат да ја прочитаат книгата, каде може да ја најдат? Па ја има по сите овие книжарници, но би инсистирал да ја покажете и оваа книга, многу значајна. Арбанашката наезда и Македонија утре, со која што ќе треба најверојатно во вашево студио да отвориме една поширока дебата за да се видат сите можни фалсификати, се она што е правено во делот на она што се вика територијално уништување на Република Македонија. Ви благодарам за овој разговор. И вам. Тука и ќе се одјавиме. Фала сите што не следа.